па, драги мои непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. Некако вистина поврзана со она легендарната театарска реплика напишана од Горан Стефановски во представата Диво месо, која гласеше: "Да знаев какви ќе испадневте, ќе ве издркам во чаша." Да, пријатели, ние наместо да бидеме истолчкани во чаша или на камен, завршивме во некоја матка за да се родиме како идиоти на вселената. Се вселенски идиоти. Македонци од Македонија. Зошто идиоти? Затоа. Затоа што секој пети пост што ми го пишувате е реченицата: "Кој те плаќа за ова?" Како? Да, вие ме прашувате кој ме плаќа за стотините анализи и тези кои ги поставувам во моево шоу. Во моево шоу и пошироко низ вселената, целиот Млечен пат, галаксијата Млечен пат и другите галаксии. Горе. Кој ме плаќа? Баба ми викаше: "Платно на очи", и ако не сте знаеле, тоа е многу заебана клетва, поготоа што платното на очи е состојба за која не си свесен. Освен ако не си напучен од некој сликар влав, па ти паднало платното на очи што си го сликал пред да те напучи. Прашувате кој ме плаќа? Стварно, кој ме плаќа да зборувам за Македонија, а не за Севернава вукојебина? Кој ме плаќа да ги ругам и разоткривам криминалците кои ја ограбуваат истата таа Македонија? Кој ме плаќа да си го бранам македонството, да си го бранам идентитетот, да си го бранам името, знамето, грбот, јазикот, историјата и дината? Кој ме плаќа да си ја сакам татковината, да си ја сакам мајка Македонија, да си ги учам децата на сена и убаво за неа? На вистина, кој може да ме плаќа за такви нормални работи? И зар треба некој да ме плаќа за да го правам тоа? Треба некој да ме плаќа да си ја сакам државата, народот и се што е нормално? Ви велам јас, ејакулат, не сите, ама секој пети. После си викам, добро е, значи ние нормалните сме 4, а ово е, нели, 1, значи 4:1, добро е. Инаку почне да ме фаќа страфот, многу ејакулат кој завршил во матка, наместо да заврши на некој камен или во некоја чаша по македонските кафани во разни села и градови, нели, ова. Да прашаш некого кој зборува се најдобро за својата земја и се најлошо за оние кои ја продадоа и украдоа, дали некој го плаќа, треба да си комплетен идиот. Идиото интернационале, севселенско идиото. Или дебил кој е навикнат некој да го плаќа за да може да погани се што е нормално и честно. Значи, сигурно овие од ејакулатот се толкави дебили што некој ги плаќа за да поставуваат прашања на честните патриоти во стилот кој те плаќа. Сепак баба ми беше во право. Само платно на очи на тие што ќе те прашаат кој те плаќа. Има еден голем пејач во Република Македонија кој вечно ќе живее во сите македонски срца и неговите песни како генетски код и ќе ги пренесуваме на нашите деца. Тоше Проески. Значи, Тоше Проески е познат по многу единствени работи, но има една по која е легендарен. Тоше никогаш не пееше за партии, никогаш не пееше во партиски кампањи. За ниедни пари. Последната понуда му била 400.000 евра да влезе да пее во некоја кампања. Не е битно за кого. И Тошка само одмавнал со рака. Значи, не мешајте тоа вие кои сте со тоа каков сакате некој друг да го видите. Некој нешто не се за продажба кај луѓето, како мене што се мислам овака. Ни за малку пари, ни за многу пари, ни за сите пари. Луѓето како мене се вртат и си одат, да прифаќаме такви понуди. Кој те плаќа? Македонија ме плаќа, бе. Затоа што вие ја продадовте, а не беше никогаш ваша. Затоа Македонија се реши да си ги плаќа синовите и керките кои не ја изневерија. Не плаќа со љубов, со безгранична љубов. Ај сега, сите вие, овие што прашувате кој ме плаќа, сите сега еде по платното. Трчичим кораком. И после имаш пучење. Најнова вест, breaking news,
Даje се на знање, се отвара најново ратиште, така наречен фронт на кој ќе војуваат позиција, на кој ќе се кршат копја, ќе се мерат патлаци, ќе се трча најважната трка во историјата, ќе се одлучува дали сме за змија да не апне или магаре да ни го бапне, ќе се бира од трите најдолгото, ќе се гледа чија нана црну вуну преде, која е поголема дунда, кој е најголем јунак и конечно ќе се борат Сојузот за Европа и европските модерни сили со пичните жили. А каде се наоѓа тоа воено поле? Каде што без срам и перде, без жал, без политичка култура и морал, ќе се навредува противникот, ќе му се вадат кафеавите гаки со жуто од напред и кафеаве од позади, ќе се пуштаат порно снимки на високи владини функционери. Тој фронт, тоа ратиште, драги мои Facebook и тук и таму YouTube, место каде без милост можеш да му го учукаш на политичкиот противник, со се мадина да му го збрцаш, до крај, да му речеш кого удрам не жалам и да ги објавиш сите гомнари кои ги имаш за него. Така богатејќи го Цукерберг да стане троа побогат, ќе се колиме на Facebook до последната капка крв, доека не победи посилниот. Ова нема да биде битка за многу пари, ова ќе биде битка за огромни пари, сега дадени на еврејчето што го дрма светот додека него сјебат овие од Јемен, пак да го бутнат, а потоа истите пари да бидат ограбени од буџетот на оваа јадна држава. Ама бате Саше, не би бил бате Саше ако не ве научам нешто ново. Мојот тим, во кој работат пекар, лекар, апотекар, пропали порноглумец, продуцент на цртани филмови за возрастни, копирајтер и копипаст уредник, јас и две кучиња, ви ја открива страната на која ќе можете да видите кој од политичарите или политичката партија колку пари троши за Facebook во оваа црна кампања. И сами можете да си пресметате колку тие пари се ваши или украдени од државата низ разни тендери. Линкот ви е долу под видеото. Само направете копи-пейст од секој ден и секој ден откривајте кој колку пари троши и поздравете го Александар Антич да не повикува многу на војна за неговите милион евра, затоа што имаме повеќе причини за војна за кои е тој директно одговорен. Тие негови фори нека му ги продава на калето кој му овозможи 25 години да се изживува и да ограбува еден народ во име на лажни каузи и не знам какви измислици. Ако мисли дека со неговите закани за војна вечно ќе молзе и ќе ограбува држава, да му кажеме една ВМРО-вска подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Такви сме ние македонците, а стапот има два краја. Не може вечно да си во милостината, а се знае кој си и што си и се знае што прави твојата екипа. Не може бре да тортурираш цел народ и држава и да се вадиш на твоите спонзори. Трајало 25 минути или 25 години, еден ден доаѓа крај, затоа што штитејќи го твојот грб, грбот на твојот спонзор Калето е доведен до нула. Денес македонците го мразат Калето и Дуи само заради твоите ограбувачки и дискриминаторски дела низ сите овие години. Тие уништи Македонија, а тебе те поддржуваше Калето. Значи директно се криви за твоето владење. Ако те спасат и овој пат, јасно е дека сакаат да ја нема Македонија, затоа што Али и Дуи се канцерот на оваа држава. Ако канцерот не се отсече, а веќе е длабоко метастазиран, оваа држава ќе умре. Веќе е полумртва и на апарати. Ти сакаш да продолжиме да ти бидеме робови. Македонецот одбива да биде роб на Дуи и на секој што го поддржува. Завршен цитат. Нека игрите започнат, сите на своите места. Подобро гроб отколку роб.